أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Денес навлегуваме во третата глава од Куранот, сура Ал Имран. Ова е едно навистина посебно поглавие, полно со далбоки теолошки лекции, со историски приказни, со универзални пораки, а интересно е што името го носи по едно, како што ќе видиме, многу значајно семејство. И веднаш тука се поставува едно големо прашање. Зошто едно цело поглавје од Свето писмо би било именувано, посветено, токму на едно семејство? Па одговорот на ова прашање не води директно во срцето на она што оваа сура сака да ни го пренесе. Добро, ајде да почнеме. Пред воопшто да дојдеме до приказните и до ликовите, поглавјето прво поставува некои фундаментални теолошки принципи. Замислете ги како темелите, врз нив се гради се останато што следи. И така, сурата почнува со најцентралната можна вистина – апсолутното единство и авторитет на Бога. Овој стих ја поставува основата, потврдувајќи го монотеизмот како камен темелник на верата. Апсолутно се што следи произлегува од оваа основна фундаментална вистина. Сега тука доаѓаме до нешто на вистина фасцинантно. Самиот текст ни дава упатство како треба да го читаме. Прави разлика меѓу два вида стихови или ајети и разбирањето на ова е, клучно за правилно толкување. Значи, првата категорија се викаат мухкамат или јасни стихови. Ова се темелите на книгата. Тука спаѓаат основните закони, верувањата, прописите. Нивното значење е директно, прецизно и не остава простор за некакви двосмислени толкувања. А потоа ја имаме втората категорија, муташабихат. Ова се двосмислените, алегорични стихови. Текстот дури и предупредува дека токму овие стихови можат да бидат злоупотребени од оние што бараат раздор, за да создадат конфузија. Но од друга страна, оние со вистинско, длабоко знаење ги прифаќаат, разбирајќи дека и јасните и двосмислените стихови доаѓаат од истиот извор и се дел од една поголема целина. Значи, да сумираме. Клучната поента е токму оваа разлика. Од една страна ги имаме темелите, цврсти, јасни, недвосмислени, а од друга имаме стихови кои служат како тест, кои бараат понизност и верба. Да се разбере, оваа поделба е од суштинско значење, за да се пристапи кон целиот текст на правилен начин. И сега, откако ги поставивме овие теолошки темели, сурата прави нешто прекрасно. Преминува на приказни. Ова е брилијантен начин да се покаже како тие апстрактни верувања, како довербата и посветеноста, изгледаат во реалниот живот на луѓето, почнувајќи секако со семејството по кое е именувано целото поглавје. Овде текстот воведува еден навистина моќен концепт – идејата за избрана духовна лоза. Стихот 3.33 не ги набројува овие имиња случајно. Се вели дека Бог ги избрал Адам, Ное, семејството на Авраам и семејството на Имран, како посебни носители на божествената порака низ историјата. Кога ќе се погледне оваа временска линија, сликата станува многу појасна. Не станува збор за случајни поединци, туку за една континуирана низа на божествено водство, нишка што се пренесува низ генерации и која кулминира токму со приказната за Имран и неговото потомство. И самата приказна, таа почнува со еден многу интимен, личен момент, еден завет. Сопругата на Имран, мајката на Марија, дава завет на Бога дока ќе бремена, посветувајќи го своето се уште неродено дете целосно на неговата служба. Само слушнете ја силината на оваа молитва. Ова е израз на чиста, целосна доверба и посветеност. Чин со кој таа го предава она што е најмило на божествената волја, уште пред воопшто да се роди. И како одговор на таа посветеност, се раѓа Марија. Таа расте под посебна божествена заштита, а подоцна добива и директна порака од ангелите, порака која го потврдува незиниот уникатен и возвишен статус. Замислете го тоа. Ова не е обичен комплимент, ова е директна божествена објава. Незината чистота и незината избраност не се само признати, туку се прогласени. Таа е издигната на една сосема посебна позиција, како подготовка за чудото што допрва треба да следи. И сето ова води до кулминацијата, до благовештението и раѓањето на Исус. Овој настан е представен како моќен знак, како чудо што ја потврдува божествената си моќ.
Исто како што Адам бил создаден без родители, така и Исус е создаден без татко. И токму тука сурата прави еден остар пресврт. Од личните приказни за верата на поединци и семејства, фокусот наеднаш се префрла на колективното искушение на една цела заедница. Овде се анализираат настаните од битката кај Ухуд, када раната муслиманска заедница доживеала еден многу тежок пораз. Но, наместо да се фокусира на тагата и жалењето за поразот, текстот прави нешто сосема друго, извлекува длабоки лекции. Прво, истакнува дека непослушноста кон водството довела до неуспех. Второ, дека оваа тешкотија била тест за верата. Трето, ги подсетува дека верата не смее да зависи од еден човек, па дури ни од пророк, бидејќи пораката е вечна. И конечно, можеби најважното, ја отвора вратата за покаяние и божествена прошка. И овој стих е навистина клучен. Тој ја нагласува доблеста на истрајноста. Пораката е кристално јасна. Тешкотивите се неизбежни, но вистинскиот тест е како се реагира на нив. Истрајноста и трпението се особини кои се неверојатно високо вреднувани. И сега, откако ја видовме лекцијата за последиците од раздорот, сурата како да зумира надвор. Од конкретни приказни и историски настани, таа преминува кон една многу поширока, универзална порака упатена до целото човештво, со посебен повик за единство и за заедничко разбирање. И што гледаме тука? Па, гледаме една отворена покана, еден повик за меѓуверски диалог. Сурата им се обраќа директно на евреите и на христијаните, повикувајќи ги да се обединат околу заедничките верувања кои ги споделуваат сите аврамски религии. А која е таа заедничка основа? Всушност многу едноставна. Враќање кон самата срж на монотеизмот, обожавање на еден единствен Бог, без да му се припишуваат партнери. Тоа е представено како точката на обединување за сите. Интересно е што овој повик за единство не е само надворешен кон другите, туку и е внатрешен. Верниците се потикнуваат да ги надминат меѓусебните разлики и да се држат цврсто за божественото водство, кое е описано со една многу моćна метафора – јажето Божјо. И токму со таа слика, со таа метафора, сурата не остава да размислуваме. Патувањето низ ова поглавје на носи од темелите на верата, преку приказните за избрани семејства и искушенијата на една заедница, се до овој финален, универзален повик за единство. И прашањето што станува за сите насе, во еден свет кој е толку поделен, што на вистина значи да се најде и цврсто да се држиме за таа заедничка обединувачка вистина. Еден од навистина најфасцинатните моменти во истражувањето на вакви историски и религиозни концепти е кога човек е најде на идеи кои директно антиципираат некои модерни научни сознанија. Значи, добре дојдовте во денешната длабинска анализа, каде се фокусираме токму на таков материјал. Апсолутно. Станува збор за еден транскрипт кој анализира поглавје познато како Сура Ал-Имран. И вака, она што на прв поглед изгледа како некаква древна теологија, всушност содржи неверојатно прецизна диагноза на она што модерната психологија денес го нарекува потврдна пристрасност. Точно. Значи, овој материјал предвидува како човечкиот ум ќе манипулира со двосмислени информации, нуди една, би рекла, хируршки прецизна метода за справување со колективна траума, па дури поставува и економски правила кои се изненадувачки релевантни денес. И суштинското прашање за ова наше истражување е како еден ваков систем на мисла конструира идеолошка, психолошка и социјална отпорност кај една заедница. Па види, тоа прашање дефинитивно бар еден целосно објективен пристап. Значи, за да се разбере механиката на овој материјал, мора некако да се остават на страна сите теолошки валидации или овие современи политички дебати. Фокусот мора да биде стриктно на структурната логика. Да. Оти, овој транстрикт не презентира само збир на мистични настани. Напротив, ова е еден високо организиран систем кој прво поставува правила за тоа како да се процесираат информациите, потоа ги руши основните очекувања за реалноста и на крај нуди многу, мислам, навистина прагматични решенија за преживување. Па тогаш,
логично е да започнеме со самиот темел. Значи, како воопшто овој систем бара да биде читан? Материјалот уште на почеток веднаш се позиционира во еден историски континуитет, а експлицитно споменувајќи дека представува потврда на претходните традиции, конкретно се споменуваат Тората и Евангелието. Да. Но тука доаѓа оној парадоксален момент кој јас го забележав. Додека некако се очекува еден авторитетен водич да биде кристално јасен во секоја своја точка, овој материјал намерно ја дели својата содржина на две категории. Баш така. Едната категорија се така наречените мухкамат стихови, значи јасни, недвосмислени фундаменти. Другата категорија се муташабихат, алегорични, повеќезначни стихови подложни на различни толкувања. И тука морам да поставам едно клучно прашање. Ако основната цел е да се воспостави ред во една заедница, зошто воопшто би се вклучила намерна двосмисленост? Мислам, тоа звучи како директен рецепт за хаос. Да, па на прв поглед навистина изгледа контраинтуитивно. Но доколку се анализира малку подлабоко, вклучувањето на таа алегоричност е всушност најсофистицираниот психолошки филтер во целиот овој материјал. Стварно, како мислиш? Значи, двосмисленоста не е таму поради недостаток на прецизност, туку функционира како еден вид лакмусов тест за човечкиот карактер. Транскриптот многу убаво објаснува дека поединците кои имаат, како што ги нарекува, болест во срцата, што во модерна терминологија би било скриени агенди или малициозни намери. Аха. Значи, ја користа таа вишезначност за да конструираат толкувања кои ги оправдаваат нивните веќе постоечки предрасуди. Или, нели, желба за моги. Значи, чекај, наместо да ја обликуваат својата мисла според фундаментот, тие го виткаат материјалот за да одговара на нивната волја. Па ова е чиста потврдна пристрасност. Апсолутно. Тоа е тоа. И од друга страна, материјалот тука воведува еден концепт наречен улул албаб или луѓе со длабок разум. Нивниот одговор на алегоријата не е некаков обид за незино насилно дешифрирање или манипулација. Него, што прават тие? Тие едноставно ги прифаќаат сопствените интелектуални граници. Значи, признаваат дека човечкиот јазик и когниција се недоволни за да се опфатат одредени трансцендентални концепти во целост. Со ова, системот инкорпорира интелектуална понизност како основен предуслов за какво било понатамошно учење. Ако не постои способност да се толерира несигурноста, тогаш секоја понатамошна информација ќе биде корумпирана од човечкото его. Леле, ова мене страшно ме подсетува на архитектурата на современите правни системи, да речеме. Значи, уставите ги имаат своите мухкамат, како, например, точниот начин на кој се избира легислативата, што е апсолутно екзактно. Да. Но имаат и своји муташабихат, длабоко филозофски начела како слобода на изразување или човечко достоинство. И ако едно општество ги користи овие широки начала само за да манипулира со нив, системот колабира. Значи, оваа древна поделба е всушност механизам за одржување на интегритетот на самата порака. Баш така. И штом се постави тој интелектуален филтер, материјалот нагло преминува кон тестирање на тие граници. Да, преку наративи кои целосно ги пркосат природните закони, конкретно мислам на приказните за семејството на Имран, нели, Марија и Закарија. Дека постојат нешта надвор од неговиот капацитет, наративот нуди практични демонстрации. Се започнува со раѓањето на Марија. Нејзината мајка очекува машко дете, кое би го посветила на храмска служба. Оти социјалните норми тогаш стриктно диктирале дека само мажи можат да ја извршуваат таа функција. Но се раѓа женско дете и тука транскриптот користи една, според мене, многу специфична речиси пркосна фраза, каде вели машкото не е како женското. Да. Во антички контексти, ова би се интерпретирало како потврда на машката супериорност. Меѓутоа, контекстот овде го прави токму спротивното. Марија е прифатена за таа духовна служба и го надминува секој очекуван статус. Тоа е директно субверзирање на општествените очекувања. Но она што станува уште поинтригантна
е интервенцијата во физичката реалност. Точно, храната. Да, пророкот Закарија, кој е старател, постојама наоѓа свежа храна во нејзиното светилиште. Кога ќе праша од каде доаѓа, одговорот е краток – од Бог, кој обезбедува без сметка. И овој момент представува комплетно кршење на законите на каузалноста. Храната се појавува без земјоделски и економски процес. Тоа е шокот што го придвижува следниот настан. Значи, Закарија е старец, неговата сопруга е нероткиња. Биолошки процесот на репродукција кај нив е завршен. Да нема шанси. Но, инспириран од овој прекин на каузалноста кај Марија, тој почнува да моли за потомство. И кога ангелите му го најавуваат раѓањето на Јован, се случува една брилијантна психолошка реакција. Закарија прашува: како ќе има момче кога сум стар? Тоа е моментот каде што наративот станува неверојатно реален. Мислам, ова е човек кој е духовен авторитет, човек кој што туку видел како храна се појави ни од каде, кој самиот барал потомство. И покрај сето тоа, кога неможносното ќе му се потврди, неговиот човечки мозок се уште бара логично објаснување. Инстинктот за рационализација е нели толку силен што дури и најверните не можат лесно да го исклучат. И како овој систем го третира тој човечки сомнеш? Дали го осудува? Не, и тоа е клучниот детал тука. Значи, нема казна за прашањето како. Системот едноставно ја нормализира таа когнитивна дисонанца, што се јавува кога реалноста не се поклопува со биолошките факти. Решението што му се нуди на Закарија е фасцинантно. Тој добива знак дека нема да може да зборува со луѓето 3 дена, освен преку гестикулации. Чекај, губење на мокта за говор, како тоа представува одговор на неговиот сомнеш? Не разбирам баш. Па функционира како едно радикално когнитивно ресетирање. Види, човечкиот јазик е изграден врз логика, каузалност и време. Кога ќе се случи настан кој е целосно надвор од тие параметри, како ревитализација на мртви репродуктивни клетки во овој случај, да, нели? Тогаш јазикот станува не само бескорисен, туку и пречка за разбирање. Присилниот молк всушност го тера Закарија да престане да бара логични артикулации за нелогичен настан. Се демонстрира дека волјата која ги суспендира правилата на биологијата може да ја суспендира и комуникацијата. Леле, колку интересно. И таа нишка на надминување на биологијата, природно кулминира со фигурата на Исус или Иса, како што е во овој транскрипт. Мивро? Овде веќе не се работи само за стари родители, туку за целосно отсуство на машки родител. Ангелите ја известуваат Марија за збор од него, Месијата. И материјалот потоа експлицитно ги набројува чудата, значи формирање птица од глина и нејзино оживување, лекување на луѓе родени слепи, исцелување на лепра, па дури и подигање на мртвите. Да, листата е прилично голема. Дури се споменува и способноста да се знае што луѓето јадат и чуваат во своите домови. Но овде се јавува еден огромен идеолошки ризик. Ваков опис на моќ лесно може да предизвика фигурата да ја надмине својата човечка природа и да стане објект на апсолутно обожествување. Како овој систем го контролира тој ризик, а сепак ги потврдува чудата? Се користи метод на, би рекол, строга контекстуализација. За секое наведено чудо, материјалот додава една неодвојива клаузула со Божја дозвола. Аха, значи не е од него самиот. Точно. Механизмот на чудото не потекнува од самиот пророк. Тој е само спроводник. Уште поважно е како транскриптот ја деконструира уникатноста на раѓањето на Исус за да спречи теолошки поделби. Значи прави директна паралела помеѓу Исус и Адам. Ово е многу клучен момент. Да, логиката е кристално јасна. Ако раѓањето без татко е некаков критериум за божественост, тогаш создавањето на Адам од прашина, без ниту еден родител, нели, би требало да биде уште поголем аргумент. Оваа паралела служи за радикална демистификација и враќање на фокусот кон апсолутниот монотеизам. Ова не носи до еден од најинтригантните реторички потези во целиот материјал, а тоа е повикот до следбениците на книгата на еден така наречен заеднички збор.
Значи, во обид да ги помири длабоките историски и теолошки поделби меѓу различните групи, системот прави нешто навистина брилијантно. Го зема ликот на Аврам или Ибрахим и експлицитно тврди дека тој не бил ниту евреј, ниту христијанин, туку чист монотеист. И тука се користи терминот Ханиф. И за да се разбере тежимата на ова, јас би направила паралела со модерните конфликти. Да чуеме. Кога различни фракции ќе почнат да се уништуваат меѓусебно околу тоа кој е вистинскиот наследник на еден историски основач, најефективниот начин да се прекине конфликтот е да се покаже дека самиот основач постоел многу пред воопшто да се формираат тие фракции. Нели, тој не им припаѓа ним, туку тие треба да се стремат кон неговиот оригинален идеал. Точно. Тоа е еден процес на деинституционализација на верата. Терминот Ханиф означува природна инклинација кон вистината, која е целосно ослободена од вековните наслаги на догми и човечки интервенции. Со враќањето кон Авраам како неутрална фигура, материјалот нуди излез од тој теолошки ќорсокак. Како повик за обединување. Да, тоа е покана за бришење на етикетите кои ги делат луѓето и обединување околу најосновниот принцип – да не се обожува ништо друго, освен примарниот извор на постоењето. Ова е извореден пример за користење на историјата како алатка за градење консензус. Меѓутоа, колку и да е совршена оваа идеолошка архитектура, таа е практично бескорисна доколку не може да преживее директен судир со бруталната реалност. И тука транскриптот прави една длабока, многу неочекувана промена во тонот. Од висока теологија преминува во калта и крвта на бојното поле. Да, дефинитивно многу остар пресврт. Се анализираат последиците од еден тежок воен пораз. На почетокот се споменува ветување за некаква огромна божествена помош, илјадници обележани ангели, но реалноста на терен излегува поинаква. Заедницата доживува колапс. Материјалот безмилосно ги опишува моментите на паника, борци кои бегаат во хаос без воопшто да погледнат назад и една специфична состојба опишана како тага врз тага. Многу графички опишено. И најимпресивен ми беше третманот на оние фаталистички изјави кај преживеените, кои си велат да имавме ние некаков удел во одлуките, немаше да бидеме убиени овде. Тој е толку човечки. Па таа реакција е суштината на она што ние денес го викаме вина на преживеаните, комбинирана со една акутна траума. Илузијата на контрола е најчестиот одбранбен механизам кога човек ќе се соочи со катастрофална загуба. Да, постојано се прашуваме што ако. Токму така. Умот постојано врти сценарија од типот што ако не отидевме таму, што ако избравме друга стратегија. Оваа когнитивна јамка може целосно да парализира една заедница. Како овој материјал ја прекинува таа јамка? Мислам, како трансформира еден воен и морален крах во лекција за ментална отпорност? Функционира слично како еден радикален хируршки зафат врз травматизираниот ум. Системот не нуди утеха преку некакви лажни надежи, туку преку апсолутен детерминизам. Одговорот на транскриптот кон тие што велат да останевме дома ќе бевме живи е застрашувачки директен, дури и да биле заклучени во своите донови, оние на кои им било запишано да загинат, сами би излегне на своите почивалишта. Леле, тоа е неверојатно брутално прифаќање на реалноста. Значи, комплетно се отстранува секоја можност за алтернативно сценарио. Токму така. И со уништувањето на таа илузија за алтернативни исходи, системот всушност ја отстранува психолошката тежина на вината. Ако крајниот исход бил неизбежен, тогаш енергијата повеќе не треба да се троши на жалење за минатото. Значи, фокусот се префрла на сегашноста. Да, на анализирање на собствените постапки во сегашноста. Материјалот е многу транспарентен за тоа зошто се случил хаосот. Отворено признава дека некои поединци во заедницата биле мотивирани од материјална корист од Вселената, а не од повисоката цел. Аха, поразот служи како механизам за прочистување. Апсолутно, за отстранување на лицемерието.
А откако таа лекција е абсорбирана, се случува нешто многу интересно на физиолошко ниво. Се споменува некаква дренка, длабок сон, кој ги совладал преживеаните по конфликтот. Овој детал со спиењето мене ми изгледаше речиси неловично на прв поглед, ама психолошки има огромна смисла. Биолошки има совршена смисла, значи поекстремен ангажман на симпатичкиот нервен систем, онаа состојбата на бори се или бегај, нели? Организмот мора да го активира парасимпатичкиот систем за да не доживе комплетен колапс. Тој сон е прикажан како форма на божествено смирување, спуштање на еден внатрешен мир врз тој травматизиран нервен систем, овозможувајќи ресетирање. Системот потоа бара заедницата, повторно да се обедини, да се фати цврсто за Божјото јаже и да не се разделува. И сега, вака, откако ќе се поминат овие екстремни состојби, значи чуда кои го кршат умот и битки кои го кршат телото, преживувањето на долг рок бара нешто сосема друго. Бара еден систем на секојдневни, можеби банални, но суштински социјални и економски правила. И овде транскриптот нуди една многу специфична инфраструктура. Да, забраната за лихварство. Токму така, строга забрана за лихварството, односно каматата. Истовремено дефиницијата за праведност некако се поместува од абстрактна теологија кон многу конкретни дела. Значи, праведни се оние кои даваат од својот имот и кога имаат, и кога се во тешкотија, и кои го воздржуваат својот гнев и простуваат. Оваа паралела меѓу економијата и емоциите мене ми е извонредна. Да се земе предвид, лихварството е всушност финансиско искористување на нечија ранливост. Кога некој е во очај, му се зема повеќе отколку што му се дава. Точно. Од друга страна, неконтролираниот гнев и неможноста да се прости представуваат емоционално искористување. И двете форми на експлоатација функционираат како отров кој го уништува ткивото на едно општество. Ова спојување на моралните категории е, според мене, клучното достигнување на овој систем. Значи, не е возможна парцијална праведност. Не може да се манифестира некаква духовна чистота, доколку паралелно се акумулира богатство преку агресивно лихварство. Да, лицемерно е. Исто така, не може да се зборува за обединета заедница, доколку поединците не поседуваат капацитет за емоционална регулација, значи доколку не можат да го голтнат гневот. Етиката престанува да биде изолиран концепт и станува неопходен механизам за социјално преживување. И откако ќе ги воспостави овие многу микроменеджерски правила за секојдневието, материјалот прави еден фасцинантен зум-аут кон самиот крај. Наеднаш, од дебати за долгови и лична навреда, фокусот се префрла на космосот. Да. Се вричаат оние кои длабоко размислуваат за создавањето на небесата и земјата, оние кои го наблюдуваат универзумот и заклучуваат дека ниту една честичка во тој бесконечен простор не е создадена залудно. Ова е веќе затворање на кругот кој започна со луѓето со разум на самиот почеток. Крајната проекција на овој систем не е само послушен граѓанин, туку едно холистички развиено човечко суштество. Бара личност која е способна за социјална емпатија, која ги контролира своите емоции, не експлоатира никого, но истовремено поседува длабока интелектуална љубопитност за законите на космологијата. За таков ум, микроетиката на секојдневието и макромеханиката на универзумот се само различни манифестации на истиот ред. Стварно е неверојатно колку е комплексен овој систем. Од воспоставување на интелектуален филтер кој ги разоткрива оние што манипулираат со двосмислености, преку демонстрација дека природните закони се подредени на повисока волја со примерите на Захарија, Марија и Исус. Понатамо, оној брилијантен маневар за бришење на секташките поделби со Авраам. Апсолутно. За да стигнеме до радикалните психолошки алатки за колективна траума по пораз и на крај балансот преку економски и емоционални правила. И доколку овие принципи се пресликаат врз современите предизвици, станува јасно дека основната човечка архитектура воопшто не е променета. Механизмите кои се нудат овде за филтрирање информации, за справување со неуспех без парализирачка вина и за одржување на социјална кохезија представуваат универзални алатки за секоја епоха. Се согласувам целосно, сепак има еден специфичен стих во материјалот кој намерно го оставив за самиот крај, бидејќи некако представува ултимативен тест за се што анализиравме досега.
Се вели, нема да ја постигнете добродетелта се додека не уделите од она што го сакате. Значи, ова не значи да се даде вишокот или она што повеќе не ни е потребно. Да, напротив. Бара да се жртвува токму она за кое постои најдлабока емоционална или материјална приврзаност. Ова остава едно суштинско прашање за размислување кај секој од нас. Кое е тоа специфично нешто, дали е статус, комфор, богатство или можеби некое длабоко вкоренето чувство на гордост за кое човек е најцврсто приврзан и како токму одбивањето да се ослободи тој стисок можеби представува единствената пречка за постигнување на вистинскиот потенцијал. Оваа длабинска анализа тука завршува. До следното истражување. Добре, дојдовте во дебатата. Замислете дека го имате пред себе апсолутниот нацрт на човечката историја. Целосниот план, нели? Токму така. Сите подеми на големите цивилизации, секоја крвава битка, па дури и најинтимните лични трагедии. И сега замислете дека тој нацрт ви кажува нешто длабоко, вознемирувачко. Дека немаме никаква контрола. Буквално тоа, дека вашите најголеми победи и вашите најтешки порази се веќе прецизно издизајнирани со една единствена цел, а вие сте, само актери на сцена, каде што режисерот одамна го напишал крајот. Значи, денес ќе се впуштиме во една навистина длабока интелектуална размена околу ова, ќе разгледаме повеќе перспективи околу еден исклучително комплексен текст кој токму ова го става под лупа. Да, изворниот материјал пред нас е третото поглавје од Куранот, познато како Сура Ал-Имран. Централното прашање што сакам да го истражиме денес е како овој текст го објаснува човечкиот триумф и трагедија. Тоа е прашањето кое лежи во самата срцевина на текстот. Мислам, тој постојано се движи на габот на еден грандиозен парадокс кој директно ја предизвикува човечката психологија. Да. И тука лежи нашето главно разидување денес. Јас тврдам дека Сурата Ал-Имран е монументално изградена врз концептот на апсолутен божествен детерминизам. Значи, идејата дека геополитичките текови, животот и смртта се предодредени искушенија кои имаат единствена цел да го филтрираат човештвото. А мојата позиција е дека текстот функционира пред се како прирачник за радикална етичка одговорност. Јас сум убедена дека секоја божествена интервенција е строго условена, односно, таа е директна реакција на психолошката и моралната состојба на луѓето. Добро, дозволете ми да ја поставам рамката на мојата перспектива. Кога навлегувате во овој текст, невозможно е да не бидете преплавени од тоталниот фокус на божествениот суверенитет. Постои еден многу специфичен пасус кој ја поставува онтолошката основа. Мислиш на оној за власта? Точно тој. Вели, о Боже, владетелу на сета власт, ти ја даваш власта кому сакаш и ја одземаш од кому сакаш, во твојата рака е доброто. Значи, ако ги анализираме овие зборови, разбираме дека ова не е само некоја поетска метафора за утеха. Ова е експлицитна изјава за апсолутна контрола. Понатаму, текстот навлегува во најдлабокиот човечки страв – смртта. Тврди дека ниедна душа не може да умре без Божја дозвола и тоа во точно одредено време. Запис со фиксиран рок. Според ова, воените порази не се резултат на случајни грешки во човечкиот систем, нели? Тие се прецизни алатки дизајнирани за откривање на верниците и отстранување на лицемерите. Види, ја разбирам таа перспектива, но не сум воопшто убедена во таа линија на размислување. Таа го сведува човекот на обична марионета, а текстот е далеку покомплексен од тоа. Како тоа? Јас пристапувам кон ова од поинаков агол. Ако исходот од историските конфликти е само произволно декретирано од озгора, зошто текстот троши толку многу енергија за да ја анализира човечката психологија на неуспехот? Што точно имате предвид? Например, кога текстот анализира еден голем воен неуспех, каде што луѓето претрпеле тешки загуби. Тој не вели, тоа беше Божја волја, помирете се со судбината. Напротив, тој прави брутална психолошка дисекција. Експлицитно ја лоцира вината кај нив, велејки, се расправавте во врска со наредбата и не послушавте откако некој од вас го посакаа овој свет. Добро, но... Чекај само да завршам. Слушате ли што вели? Расправавте, не послушавте, посакавте материјални добра. Сметам дека текстот става огромен, речиси застрашувачки товар врз човековите одлуки.
Трпението, контролирањето на гневот, тоа не се само филозофски украси. Тие се механизмите кои директно ја активираат божествената интервенција. Разбирам. Но за да разбереме дали човекот навистина нешто активира, мора да погледнеме како самиот текст е конструиран да си поигрува со човечкиот ум. Океј. Ова е еден фасцинантен метамомент каде самиот текст се анализира себе си. Се наведува дека објавата се состои од јасни стихови, така наречени мухкамат кои се темелот. Но има и други кои се повеќезначни, двосмислени муташабихат. Да, тоа е позната поделба. Сега, тука текстот прави еден брилијантен маневар. Вели дека оние со застранување во срцата се природно привлечени кон тие двосмислени стихови. Зошто? Со цел да предизвикаат фитна. А за слушателите кои можеби не се запознаени, фитна означува длабок социјален и психолошки раздор. Хаос во заедницата. Значи, јас ја гледам оваа текстуална структура како намерна божествена стапица. Тоа е совршен алгоритамски филтер. Стапица? Мислам дека тоа е премногу цинично читање на текстот. Сослушајте ме. Зошто еден божествен креатор намерно би вклучил двосмисленост во текст кој треба да биде водич, ако целта беше само рационално убедување, тој ќе беше 100% математички јасен? Не сум сигурна во тоа. Мојата перспектива е дека текстот всушност не нуди избор преку таа двосмисленост. Тој делува како хемиски реагенс, кој само го експонира она што веќе е предодредено, она што веќе е болно во човечкото срце. Повеќезначноста е само алатката која ја принудува таа болест да излезе на површина. Се согласувам дека двосмисленоста има диагностичка улога, апсолутно, но целосно го отфрлам концептот дека е детерминистичка стапица. Ако вие навистина верувате дека болеста е веќе таму и човекот нема контрола врз неа, тогаш па го игнорирате продолжението на истиот тој стих. Како го игнорирам? Затоа што откако текстот зборува за оние кои бараат хаос, веднаш ја нуди алтернативата. Вели дека оние кои се цврсти во знаењето реагираат поинаку. Тие манифестираат слободна волја, избирајќи интелектуална понизност. Тие свесно велат, веруваме во неа, сето тоа е од нашиот Господар. Но чекајте, дали е тоа на вистина слободен избор или само нивната предодредена состојба на свест? Тоа е свесна когнитивна одлука. Човечкиот ум по природа бара целосна контрола и апсолутно разбирање, нели? Да се соочиш со двосмислени делови и да избереш да го прифатиш собственото ограничување пред божественото знаење, тоа бара огромен ментален и морален напор. Затоа, повеќезначноста не е стапица во која сте осудени да паднете бидејќи така ви е запишано. Таа е морален полигон. Ако се беше недвосмислено јасно, како решавање на равенката 2+2, луѓето ќе беа принудени да веруваат, лишувајќи ја верата од незината етичка вредност. Разбирам зашто го мислите тоа и гледам како тој аргумент изгледа привлечно на едно чисто филозофско ниво. Но дозволете ми да ви понудам поинаква перспектива кога таа теорија ќе се судри со суровата реалност. Повелете. Ајде да преминеме од когнитивните борби при читањето кон буквалните физички борби на бојното поле. Текстот нуди детална дисекција на конфликтот, зборувајќи конкретно за битката кај Бадра. Овде се воведува улогата на ангелите. Се споменува ветување за испраќање на 3000, па дури 5000 ангели да им помогнат на борците. Токму така. Што за мене е јасен доказ за божествената поддршка во кризни моменти. Да, но слушајте внимателно како текстот го врамува тоа. Веднаш штом ги спомена овие илјадници ангели, тој деконструира секаква илузија дека луѓето ја предизвикале оваа победа. Експлицитно вели, ова го направи Бог само како радосна вест за да се смират вашите срца, победата е единствено од Бог. Добро, но тоа не значи дека... Само момент. Значи, како функционираат овие ангели? Тие не ја менаваат предодредената реалност. Функционираат исклучиво како психолошки плацебо ефект. Ангелите се таму за да ги смират преплашени умови, но вистинскиот исход е веќе решен, независно од нив. Сепак, јас би рекла... И за да го зацврсти овој шокантен детерминизам, текстот подоцна ги отфрла сите човечки калкулации. Вели, дури и да бевте во вашите домови, оние на кои им е препишана смртта ќе излезеа на своите смртни постели. Нема илузија на контрола.
Вие самите ќе марширате право во вашата смрт. Како можете тоа да го наречете условено дејствување? Па затоа што вие читате само половина од равенката. Ова е прекрасен пример за тоа како можеме да го гледаме истиот механизам, а да донесеме спротивни заклучоци. Вие се фокусирате на плацебо ефектот, но јас апсолутно морам да се спротиставам на ова читање. Океј, зошто? За испраќањето на тие 5000 ангели. Текстот експлицитно вели да, ако се стрпите и бидете богобојазливи, Господарот ќе ви помогне со 5000 ангели. Ако Но тоа е мојата поента. Самиот збор «ако» станува неважен кога исходот е веќе запишан. воопшто не е неважен. Ако еден војник под дождот стрели го слуша овој услов, како тоа влие врз неговата психа? Тоа му кажува дека космичките сили чекаат на неговата самоконтрола. Би сакала да употребам една аналогија овде. Замислете брод на отворено море, фатен во силна бура. Добро? Божествената моќ е ветерот. Тој е огромен, апсолутен и целосно надвор од контрола на морнарите. Вие би рекле, ветерот одлучува каде ќе оди бродот, но јас ви велам дека само човечкиот акт на подигнување на едрата го активира тој потенцијал. Подигнувањето на едрото значи да се биде трпелив, да се задржи етиката. Значи, етиката како услов. Апсолутно. Кога луѓето во една од битките почнале да се расправаат околу воениот плен, тие всушност самите го спуштиле едрото. Ветерот се уште бил таму, но нивниот очаен човечки избор довел до пораз. Божјата моќ е апсолутна, да, но незината манифестација е целосно реактивна. Тоа е силна аналогија, навистина. Со ветерот и едрата. Таа многу сликовито ја објаснува вашата позиција за реактивната божествена помош. Сепак, јас морам да ја предизвикам нејзината логика до самиот крај. Да чујам. Ако трпението е едрото, кој го создава самото едро? Кој го инспирира тоа трпение во срцето на војникот во тој критичен момент? Значи, текстот постојано ни вели дека Бог е оној кој ги врти срцата. Ако Бог ви го дава трпението, за потоа да ве награди поради истото тоа трпение, ние се уште зборуваме за затворен детерминистички систем. Па ако е така, тогаш зошто текстот жестоко би ги укорувал оние кои го изгубиле трпението? Нема никаква логика еден текст да критикува човек за спуштање на едрото, ако Бог е тој што му го скинал јажето од рацете. Укорот има смисла само ако човекот имал реална моќ да избере. Ова не носи директно до една друга важна димензија на текстот, каде што овој затворен систем станува уште поексплицитен. Разговаравме за макронивото, геополитиката. Сега да го погледнеме концептот на универзализам и како текстот ги третира така навечените следбеници на книгата. Да, односно припадниците на пошироката авраамска традиција, пред доаѓањето на исламот. Точно. Евреите и христијаните, примерно. За мене, материјалот тука воспоставува строги, непробојни теолошки граници. Сметам дека тука текстот е всушност најнијансиран. Дали навистина? Затоа што текстот експлицитно изјавува вистинската вера кај Бог е исламот. Нема многу простор за маневар тука. Потоа, гради еден специфичен наратив на ексклузивно бирање. Зборува за тоа како Бог ги одбрал Адам, Нух, семејството на Ибрахим и семејството на Имран над сите светови. Ова е јазик на елитистички детерминизам. Тоа значи дека суверенот бира одредени лози и воспоставува апсолутна дефиниција. Системот е целосно затворен. Улогата на поединецот тука не е да ја открива сопствената етика, туку едноставно да капитулира пред тој божествен декрет кој фаворизира одредени групи. Види, воопшто не се согласувам со тоа читање. Вие го гледате како затворен систем на колективна предодреденост, како некаков космички племенски менталитет. Но вие пропуштате една фасцинантна промена во фокусот на текстот. Која е таа промена? Во време кој било апсолутно обседнато со племенска припадност, овој текст одбива да генерализира. Кога го анализира статусот на следбениците на книгата, тој категорично изјавува не се сите исти. А потоа, наместо да ги суди според нивната теологија, наврегува во микродетали од секојдневната економија за да ги вреднува. Се мисли на стихот за долговите, нели? Токму така. Текстот вели дека меѓу нив има такви на кои можеш да им довериш огромно богатство,
планина од злато, и тие честно ќе ти го вратат. Но има и такви на кои ќе им довериш само еден единствен динар и тие ќе те измамат, освен ако не стоиш постојано над нив. И што ни кажува тоа? Зошто еден текст кој наводно промовира тотален ексклузивизам би се замарал со тоа кој како враќа долг? Размислете за тоа, затоа што ова докажува дека врвниот критериум е поединечниот етички избор, карактерот. Човекот се мери според тоа како се однесува кога ја има приликата да измами. Тоа ги руши границите на теолошкиот ексклузивизам. Вашиот личен, условен етички избор е она што ја дефинира вашата вредност. Да, тоа е многу силен аргумент. Морам да признам дека прецизноста на таа етичка проценка навистина се истакнува. Фактот што текстот се спушта од дискусија за илјадници ангели на микронивото на еден единствен динар, па покажува колку сериозно ја сваќа индивидуалната одговорност. Апсолутно. Сепак, не можеме да избегнеме од фактот дека дури и кога се зборува за тие кои честно го враќаат долгот, текстот често потсетува дека тие биле упатени од божественото. Има една константна тензија која одбива да биде решена. Ама таа тензија не е грешка во текстот. Таа е самата негова поента. Ако луѓето беа само упатени како роботи, без никаков нивен напор, немаше да има никаква смисла текстот да го слави нивното чување на довербата при враќањето на парите. Тие квалитети се вредни токму затоа што бараат внатрешна борба. Ова не доведува до моментот каде што треба да ги резимираме нашите перспективи во светло на оваа дискусија. Кога го анализираме овој комплексен изворен материјал, јас се уште застапувам дека тој конструира мокна визија на свет во кој Бог е единствениот вистински актор. Од намерната двосмисленост која ги експонира срцата, преку исходите на бојното поле, па се до поставувањето на стриктни теолошки лози. За мене, дури и кога луѓето прават избор, сето тоа е дел од еден величествен механизам. Човечката историја е всушност само алатка за манифестација на божествената волја. А мојот заклучок останува дека, иако Божјата моќ е прикажана како неоспорна во текстот, таа намерно се повлекува до реактивна улога за да му направи простор на човекот. Ние видовме како етичката одлука при враќањето на најситниот долг го дефинира карактерот надвор од сите теолошки етикети. Да. Затоа, за мене, овој текст представува интимен повик за лична одговорност. Враќајќи се на аналогијата, човекот никогаш не го контролира ветерот, но тој дефинитивно е тој што мора во екот на бурата да ги подигне едрата. Мислам дека можеме да се согласиме дека текстот маестрално танцува на тенката линија меѓу овие два концепти. Тој нуди еден фасцинантен парадокс. Свет во кој апсолутно се е цврсто во Божи раце, а сепак некако човекот е повикан да понесе целосно одговорност за секој свој чекор и секој свој динар. Токму така. Тоа е парадокс кој не треба да се реши со поништување на едната страна, туку да се доживее во неговата целост. Оставаме на нашите слушатели да се навратат на самиот изворен текст и самите да ја истражат оваа длабока филозофска тензија. И додека размислувате за сопствените животни подеми и порази, запрашајте се, дали сте само сведоци на една судбина која е веќе напишана за вас, или преку секој ваш етички избор, вие потајно сте коавтори на таа иста судбина.